Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Четврток, 3 јули, Свети Наум Охридски, службата од 9 са бајлето. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкасл може да се плата својата чланарина за оваа година по цена од $10 по лице. Исто така чланарина може да се платат и за Македонскиот културен центар овде во Ньюкасл по цена од $15 по лице. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто за нашето школо и игрална група овде во Ньюкасл.
Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Брод-Медо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружувате. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да станете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки со македонската заедница преку овие танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти и вклучувајќи ги и најмладите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница од Њукастел. Да проследиме нешто и за преподобниот Наум Охридски чудотворец. Тој има два празници. Едниот е во зимскиот период и се празнува на 5 јануари или 23 декември, а другиот во летниот период на 3 јули до 20 јуни. Поради тоа што во зимскиот период одењето на манастир било отежнато поради временските услови, а и поради тоа што празникот е непосредно пред големиот празник Роđество Христово Божик, кога верниците се подготвуваат да го празнуваат Роđеството Христово. Со одлука на Светиот Синод е решено празнувањето да се префрли на овој термин. Ако Свети Климен Охридски останава во споменот на народот со својата просветителна дејност, со подучување на народот не само на пишувањето и читање, туку и на другите корисни работи. Свети Наум остана запаметен како чудотворец, со моќта да лекува и за време на животот и по смртта, да лекува од најразлични болести и луѓе од разни вероисповести, односно сите што искрено и со верба му се обраќале без разлика на вера и народност. Но Свети Наум остана запаметен и по заштитата на манастирот, по наградувањето на оние што со добра мисла доаѓале во кругот на манастирот и казнувањето на оние што иделе со намера да направат некоја штета, да го испоганат објекто или да го навредат светителот. Култот на Свети Наум зрачел на поширок простор не само во Охридскиот крај, туку и во Преспанскиот, па дури до Корча, каде што манастирот имал своји имоти. Но култот кон Свети Наум бил расширен и во Унгарија и Романија, каде што имало иселеници од овие краишта. За животот и дејноста на Свети Наум Охридски малку се знае, иако се Свети Климен Охридски се најпознатите и најзначајните ученици на светите браќа Кирил и Методи. Се знае дека учествува во Моравската мисија, дека во Рим кон крајот на 867 година или почетокот на 868 бил посветен во духовен сан и дека по смртта на Методи во 885 година преку Бугарија дошол во Македонија. На брегот на Охридското езеро е изградил манастир што го носи неговото име. Починал во 910 година и наскоро по смртта бил прогласен за светец. Неговите ученици за него напишале хитија и служба. Свети Наум, освен по црковната дејност, е познат и како македонски средовековен писател и културен деец. Од неговите творби, за кои се претпоставува дека се повеќе откриено, е химнографско дело Канон за апостолот Андреј, а се знае за уште други два канона напишани од него. Канон на Архангел Михаел и канон за пренесување на моштите на Јован Златоус.
Во житието на Свети Наум се вели дека тој е брат на Свети Климента. Некои истражувачи смета дека тоа се однесува на брат во духовна смисла собрат, но повеќемина се убедени дека Климент и Наум на вистина биле родени браќа. Не само затоа што Свети Климент бил епископ, а Свети Наум презвитер, а во православието епископ и презвитер никогаш не се нарекувале браќа, туку и поради некои други показатели. Иако податоци за чудотворната моќ на светителот среќаваме и во житијата за него, што без сомнение бил извор и на народните умотворби, сепак култот на Свети Наум најповеќе е одразен во педанијата раскажувани за овој простор од најстари времена, значи уште од времето кога светителот бил жив. Сепак тие се обележани од средината на 19 век па се до денес. Најрано ги среќаваме во зборниците на браќата Милодиновци и Кузман Шапкарев, а подосна и кај други собирачи на македонски народни умотворби, патеписи или едноставно кај луѓе што представувале или пишувале за Охрид и Охридско и посебно за манастирот кој со својата местоположба и со култот на светителот го привлекувал вниманието. Нешто и од вестите. Николовски настредба со 11 најголеми компании во Франција. Македонија ги има најдобрите услови за инвестирање. Македонија имаме развојни планови за подобрување на железничката и патната мрежа на европските коридори, а локациите има стратешка позиција која има големи комперативни предности пред другите земји во регионот, потенцираше вице-премиерот Александар Николовски на средбата во Париз со најголемите 11 компании во Франција. Во своето излагање пред присутните тој ги презентираше транспортните политики на Македонија преку инвестицијски планови за изградба и унапредување на железничката мрежа, особено изградбата на брза пруга на коридорот 10. При тоа вице-премиерот Николовски потенцира дека унапредување на брзината на овој коридор е особено значајно за поевтин и побрз карго транспорт за Централната Европа. Исто така беа презентирани плановите и проектите за унапредување на патната мрежа на европските коридори, како и можностите за развој на авиособраќајот. Вице-премиерот Николовски на средбата истакна дека Македонија е влезена во силен инвестицијски циклус од неколку милиарди евра со целокупна модернизација на земјата, со што се отвораат големи можности за соработка со компании од Франција. Условите за инвестирање дополни вице-премиерот Николовски се меѓу најконкурентните во регионот, со што владата нуди услови и силна поддршка за нови странски инвестиции. На средбата беше презентирана и француската политика во делот на развој, модернизација, управување и безбедност во железничкиот сообраќај на Франција, од каде се пренесува нови искуства и знаења. Претходно, вице-премиерот се сретна и со Магали, сезона шеф при Генералната дирекција за трезор во Министерството за економија и финансиски, каде се разговараше за подобрување на сите услови.
Otvori mi belovenče vrata, amar portata. Da ti vidam belovenče lice to, amar lice to. Stana
Pa preseći belo lenče pustano, aman pustano. Pa preseći belo lenče pustano, aman pustano. Снощи вечер, майче, кога легнав, снощи вечер, майче, кога легнав, аман, кога легнав, майче, сон си видов, кога легнав, майче, сон си видов.
Пушти в рака, мајче, да си го фатам. Пушти в рака, мајче, да си го фатам. Аман, лудо младо мајче, не си најдов. Лудо младо мајче, не си најдов. Кога ќе ме мажиш, мајче, да ми кажеш. Кога ќе ме мажиш, мајче, да ми кажеш. Аман, беѓа раштилака, мајче, не се трпи. Само легни, мајче, само стани. Vrana konja javam jaz, odam po nevestata. Vrana konja javam jaz, odam po nevestata. Odam po nevestata, kakve mi ja dada. Odam po nevestata, kakve mi ja dada. Nasred selo Tavančuka orose bije. Nasred selo Tavančuka orose bije. Orose bije, moma vodeše. Moma vodeše, oro krasteše.
piperka. Za pribilci aj ke mi odat Gjurgjo za pribilci da ja platat Gjurgjo da ja platat sestro da ja platat Gjurgjo veresijata aj da ja platat Gjurgjo veresijata. Почитувани слушатели, да го проследиме уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 3 јули, Свети Наум Охридски, службата од 9 сатот со бајлето. Crni kosi, crni oči gajta megi. Što ja vidom, ja se zaljubim. Ej, srećo moja, sega kada si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo moja, sega kada si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti.
убаво, тако тело лице мено завиви сери, само еднаш јас ја видов и се заљубив. Тако тело лице мено завиви сери, само еднаш јас ја видов и се заљубив. Еј, среко моја, сега каде си? Еј, суто моја, дарувај ме ти. Еј, среко моја, сега каде си? Еј, суто моја, дарувај ме ти. Si zaljubim fenomen, mome ubavo. Medni usni, slatki usni, topli na teži, samo jednaš jaški ljubev i se zaljubim. Medni usni, slatki usni, topli na teži, samo jednaš jaški ljubev i se zaljubim. Ej, srećo moja, сега каде си? Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo moja, сега каде си? Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Да проследиме нешто за чудата кои се случувале во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец. За нив постојат многу сведоштва. Поп Стеван Ѓорѓевиќ од Охрид го раскажува овој случај на кој бил очевидец. Во 1900 година седевме неколкумина после службата Божја под настарешницата пред црквата манастирска. Во манастирот во тоа време беше некој младич Ѓорѓи од Епир. Пред неколку недели негови роднини го довеле и оставиле во манастирот. Беше современо безумен и вон себе. По цел ден трчал околу црквата без одмор. Бладал, зборувал без врска, не барал ни примал никаква храна, а одел и без малку гол. Додека седевме и разговаравме, Ѓорѓе неколку пати го обтрчал манастирот. На нас не обрнуваше внимание, како и да не постоиме, а и ние, веќе навикнати на неговото однесување, не обраќавме внимание на него. Ама наеднаш тој застана спрема нас и почна благо да ја врти главата кон вратите на црквата, како да го гледа некого. Потоа ги протри со рацете очите и своето лице, го насочи својот поглед на нас и праша: "Каде сум?" Ние му одговоривме: "Во манастирот на Свети Наум." "Како ти е, Ѓорѓе?" Тогаш тој кажа: "Бев во некој голем пламен. Пламенот одеше од појасот нагоре кон главата и целата глава ми беше во пламен. Но сега еве дојде пред мене еден старец, како свештеник, застана пред мене и дувна во пламенот. Сега пламенот го нема, а старецот влезе во црквата." Потоа Ѓорѓе погледа на себе, па почнал да навлекува некоја крпа која му висела низ бедрата. Му донесоа преслека, тој се облече. После 2 до 3 дена го пуштија од манастирот и тој сам отиде дома. По силата која Бог ја дарува на своите светители и по човеколюбието, Свети Наум наеднаш го исцелил овој човек. Слава на Бога. Светителот не дозволува да го украдат
Еднаш дошле некои калуѓери од Грција да ги украдат моштите на Свети Наум. Игуменот го примил и угостил, не знаејќи за нивната намера. Уште им дозволил по нивната желба да преноќат во гробницата на светителот. Таа нивна желба нималку не го зачудила игуманот, бидејќи многу болни и поклоници тоа го прават. После вечерта тие влегле во гробницата со своите торби, во кои под книгите биле лопати, ашови и други справи за рушење и откопување на гробот. Се заклучиле однатре и кога сите заспале во манастирот ја почнале својата работа, но никако не им тргнало. Тие успеале само да скршат од камено на гробот. Одеднаш рацете, целото тело им се фатиле, така што не можеле да подмрднат, туку секој останал во она сложба во која се затекнал. Нешто и од вестите. Премиерот Христијан Мицковски вели дека изградбата на брзата пруга на коридорот 10 е стратешки проект со економска оправданост за идните генерации, со кој ќе се зголемат значително приходите на македонските железници. Мицковски вели дека со договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство се обезбедуваат стратешки инвестиции за идните генерации, како што се изградбата на брза железница, болници, но се разговара и за изградба на Чербен и Калиште, кои се од големо значење од повеќе аспекти. Пресметавме дека со таков тип на пруга не брза, побрза од сегашната, каде што кагро возот просечно ќе се движи повеќе од 110 км на час. Ќе се зголеми бројот на композициите кои се транзистираат, а со проширениот капацитет на пристаништето во Грција и со брзата пруга ќе се зголеми бројот на композиции кои се транзистираат дневно. Сето тоа во одредена мера ќе доведе до десеткратно зголемување на приходите на македонската железница, инфраструктура и транспорт. Само Коско ќе го зголеми својот транзит на контейнери за 5%, рече Мицковски во интервју за јавниот сервис по повод една година влада. Економската оправданост посочи можеби во својот мандат нема да се случи, но ова е стратегија и мора ние да се држиме до неа, бидејќи имаме стратешко партнерство со многу важни велесили, Америка и Обединетото кралство, кое сега доаѓа на Балканот преку нас. Што се однесува со резервоарите за вода, премиерот Мицковски посочи дека се преговара дел од средствата да се употреба за изградба на хидроцентралите Чербен и Галиште. Мицковски вели, судите треба да имат одговорност. Некои раскажуваат како добивале нарачки, тврди Мицковски. Не сум задоволен од испораката на правдата на судството и обвинителството. Нешто и за спортот. Интервју со Горан Пандев. Македонскиот дрес се носи со гордост. Никого не молиме. За Македонија ќе играат најдобрите. Од улиците на Струмица до врвот на европскиот фудбал, од соништата на едно дете од историјата што ќе се памети за секогаш. Ова не е само фудбалска приказна. Ова е животна лекција за упорност, скромност и бескрајна љубов кон татковината, пишува портпарол Курир, кој објавува интервју со Горан Пандев. Во оваа специјална емисија ќе го проследиме патот на Горан Пандев, човекот кој стана символ на надежта и обединувачка сила за еден народ. Ќе се подсетиме на неговите први чекори во фудбалот, на годините во Лацио, Наполи и незаборавна сезона со Интер, кога го освои се, вклучувајќи ја и Лигата на шампионите. Но, она што најмногу ќе го паметиме е моментот кога, предводувајќи ја Македонија, ја внесе нашата држава во историјата на Европско првенство. Со него се разговараме за тие мигови на слава, за личните жртви, за успехот, за неговото семејство, пријателите и тимовите кои му го променија животот. Што значи да останеш скромен дури и кога светот ти аплаудира. Како изгледа животот по последниот свиреш на судијата и што е следно за капитенот. Нешто и за здравјето. Кралот на диетите.
Сок од 3 моќни намирници пред кои килограмите се топат. Губењето на килограм е процес во кој треба да се обрне внимание на голем број фактори. Освен физичката активност и контролирана диета, која никако не вклучува гладување, во овој процес може да помогнат и мали нутриционистички трикови. Еден од нив е сокот од 3 моќни состојки кој ефикасно го намалува чувството на глад, го забрзува метаболизмот, обезбедува енергија и му помага на телото да ги исфрли вишокот масности. Пијалокот од јаболков оцет е медот и медот е стар сојузник во губење на килограмите, а сега му се придружува и грајпфрутот, кој помеѓу другото го стабилизира нивото на шеќерот во крвта и ефикасно ги разложува мастите. Состојки: 1 чаша сок од свеж грајпфрут, 2 лажички јаболков оцет, 1 лажичка мед. Се подготвува на овој начин. Измешајте го добро додека состојките целосно не се поврзат. Сокот пите го пред сите 3 големи оброци: доручек, ручек и вечера. Постапката повторете ја секој ден, 7 дена поред. Потоа направете пауза од една недела и повторете ја постапката. Ако не ја поднесувате горчината на грајпфрут, секој втор ден заменете го со сок од свеж портокал. Се тоа заедно придонесува за поубав сон и одмор. Уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 3 јули, Свети Наум Охридски, службата од 9 сатот за бајлето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Ahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.